Дарувај органи, подари живот, подари надеж. Колку е важно да се зголеми свесноста кај граѓаните за органодарителството. Колку е долга листата на чекање кај пациентите. За ова и многу повеќе во овие вести разговарам со националната координаторка за трансплантација, професор доктор Билјана Кузмановска. Добро вечер, докторке, и добро дојдовте во овие вести на Алфа. Најпрво, колку е долга листата на чекање кај пациентите и за кој орган најмногу чекаат овие пациенти? Благодарам на интересот за темата. Листата на чекање е динамична, постојано се менува. Во моментов има околу 200 пациенти. Колку чекаат, зависно кој кога е запишан и зависно каков орган имаме, затоа што тоа се имунолошки испитувања. Така да, пред неполни 10 дена имавме нова трансплантација. Срце се трансплантираше, бубрек се трансплантираше, континуирано работиме на подигнување на свеста. Така. Како да се зголеми свесноста кај граѓаните? Кој е најголем исчекор во однос на тоа да се зголеми свесноста кај граѓаните за органодарителството? Како повеќе пациенти, потенцијални донори да се одлучат за такво нешто? Пред се морам да нагласам, органодарителството е доброволно. Значи мора да биде така и никако поинаку, и затоа единствен начин да се зголеми свесноста е преку ова што го правиме. Трибини, едукации, кампањи. Сето тоа е личен чин, лична одлука. Што ќе им порачате конкретно на оние потенцијални, како што кажав, донори? Имаат ли да објасниме дали имаат некоја законска пречка? Кажавте дека е доброволно, но дали има некоја годишна граница, законска пречка за да се одлучат на такво нешто по нивната смрт? Законска пречка нема, меѓутоа има медицински критериуми, до која возраст, за кој орган, индивидуално од состојбата на органите, така да селекцијата се врши според медицински критериуми и состојбата на органите. Законска пречка нема. Така, во однос на трансплантацијата на срце, која што изминатава недела чином се направи, како оди овој процес? Знаеме дека навистина комплициран хируршки зафат. Какви се очекувањата? Дали после овакви трибини, зголемување на свесноста, дали очекувате бројката на донори конечно да се зголеми во Македонија и да направиме една споредба со другите земји, каква е ситуацијата во останатите земји во регионот во однос на органодарителството? Видете, се што правиме, идејата е да биде долгорочна. Значи, сите овие едукации, трибини, сите напори што ги правиме за подигање на свеста на органдонорството. Очекуваме реален ефект во бројки да се покаже после известно време. Меѓутоа мора да се почне сега, за да можеме со тек на времето да ги видиме овие резултати. И да, во однос на последната трансплантација што прачавте, тоа се сложени трансплантации, многу сложени трансплантации, меѓутоа оно што забележуваме е дека кога ќе седнеме да разговараме со семејствата, веќе слушнале за оваа проблематика. Секако одлуката е нивна, меѓутоа добро е да се зборува за тоа. Така, што знаеме дека до последен момент трае нивната одлука, односно одлуката на најблиските, во последен момент знаат многу од нив да се откажат. Кој е најголемиот проблем според вас и како би се решил ова свесноста сепак да се зголеми и да нема такви случаи во последен момент да кажат сепак не? Видете, законско право им е и да се откажат, така да тоа не можеме ниту да го спречиме, можеме само да превенираме да нема непознаници, да нема табу оваа тема, да приближиме до граѓаните, да донесат свесна, нивна, лична, вистинска одлука.